По рекламите ги започнуваме вестите на Ирис телевизија. И бизнис заедницата да помогне во Штип да се отвори центар за згрижување на возрастните лица со интелектуална попреченост. Инвалидските организации во Штип денеска го одбележаа Светскиот ден на лицата со посебни потреби. Штип се уште е бездневен центар за згрижување на возрастни лица со интелектуална попреченост. Дел од нив ги згрижува дневниот центар во Ново село, а околу 15 лица со пречки во психофизичкиот развој ги згрижува социјалниот клуб на Центарот за поддршка на лицата со интелектуална попреченост Порака, кој се соочува со недостиг од простор за секојдневните активности на овие лица. Токму затоа и годинава од Порака ја потенцираа потребата од отварање на дневен центар за згрижување на овие лица. Дневниот центар и натаму останува како главно наше барање, бидејќи ова се деца сега се згрижени тука во социјалниот клуб, меѓутоа очигледно гледате дека тука обстојуваме во заедницата на инвалидски организации, просторот е мал, за нивните активности ни треба уште повеќе, бидејќи планираме да ги оспособиме на еден начин за самостоен живот. Со акциониот план за лицата со пречки во развојот, изготвен во локалната самоуправа, до 2018 треба да се изгради. Порака годинава одбележа 40 години од своето постоење. Тоа е знак дека имаме деца со пречки во психичкиот развој. Кај нас се деца со умерена и тешка попреченост, посочи Крстева, потенцирајќи ја поддршката од Републичкиот центар и општината. На овој пат за отварање на овој центар ја побара поддршката и од бизнис заедницата. Поддршка имаме од Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост. За отварање на тој дневен центар се надеваме, а тука би ги замолила и бизнис секторот што е во град Штип да ни помогне таков дневен центар, навистина ни е потребен. Заедницата на инвалидски организации во Штип овој 3 декември одбележа 10 години од потпишувањето на Конвенцијата за лицата со посебни потреби. Новиот претседател меѓу досегашните ги најави активностите планирани за наредната година. Планираме да направиме повеќе дружења, спортски игри, планираме екскурзии заеднички, планираме да ги обновиме параолимписките игри, ама да ги прошириме со и други земји од Балканскиот полуостров. По повод Светскиот ден на лицата со посебни потреби, заедницата на инвалидски организации им врачи признанија на наградените ученици од литературниот конкурс на тема Мојот пријател инвалид. Зошто да не им го возможиме потребното на луѓето со посебни потреби? Зошто и тие да не се чувствуваат како достоинствени луѓе? Зошто секој мора да ги избегнува, понижува? Зошто? Зошто кога сите сме исти, сите сме луѓе? Во заедницата на инвалидски организации во Штип влегуваат 6 организации и еден сојуз. Само во Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака во Штип како активни членови се евидентирани 25 лица, иако реално бројот е поголем и достигнува до околу 50 лица со пречки во развојот. Со европски пари ќе се реконструира и зградата на општина Кочани, а лекарите од Штипската клиничка болница и од Благоевград ќе разменуваат искуства, но и ќе се обезбеди опрема за болните. Центарот за развој на Источнопланскиот регион во наредниот период треба да реализира 2 проекти, чии средства се обезбедени од програмата за меѓугранична соработка со Бугарија. Директорката на Центарот Драгица Здравева појаснува дека со европски пари ќе се реконструира општинската зграда на општина Кочани, а вториот проект е за лекарите од Штипската клиничка болница. Се работи за поврзување на Сдружењето на лекари од Благоевград, заедно со нашите лекари од клиничкиот центар во Штип, во формирањето на еден кластер за здравството, размена на искуство и набавка на мала опрема од областа на здравството. Во нашиот проект тоа се апарати во делот на оделението за уво, нос и грло. Тоа за тие 2 проекта што во моментот ги почнавме да ги имплементираме, ја завршуваме административната постапка. Вкупната вредност на двата проекти е 640.000 евра. Здравева вели дека како центар завршуваат и со проектите од програмата за зачувување на природата, која финансиски е поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка. Најави дека оваа програма ќе продолжи во наредната година, со што општините ќе имаат на располагање
3,5 милиони швајцарски франци. На проектна активност за инклузија на млади роми, Еколошкото друштво Виножито 6 месеци ќе работи во соработка со Штипското здружение на правата на ромите. Инклузијата на ромите, наш приоритет, е проектна активност на Еколошкото друштво Виножито за подигнување на свеста на младата ромска популација. Оваа активност екологистите ја реализираат во соработка со Здруженијето за правата на ромите во Штип. Виножито има долгогодишно искуство. Сме имале секаква едукација од секаков вид, а и Виножито се промовира како едно поливалентно здружение. Знаејќи ги сите проблеми на младата популација, сме работеле со млади долги години, го прифативме овој проект и се амбицираме да го спроведеме. Спроведувањето ќе трае 6 месеци. Младите ќе стекнат едно знаење, едни вештини како да се справат во животот, како да ги премостат некои пречки што им престојат во животот. Сметаме дека ќе дадеме еден допринос кај младата популација ромска со тоа што ќе направиме обука на повеќе теми и конкретно би сакале да се подигне и степенот на солидарност меѓу младите. Обуките од проектната активност треба на младите роми да им послужат за полесна инклузија во општествените текови. Проектот ги вклучува различни, односно опфаќа различни теми кои што ќе се промовираат во тие работилници, како што се работилница за запишување, за мотивациони писма, лидерство, понатаму значи за лобирање и многу други работи кои што ќе им помогнат понатаму на младите роми за да се во нивната изград. Проектот се реализира преку европските фондови, но главен финансиер е Здруженијето за правата на ромите во Штип. Проектот е финансиран од страна на делегацијата на Европска унија во Македонија, така да нас ни представува големо задоволство да соработуваме со Еколошкото друштво Виножито, кој ќе даде преку финансирањето, нашето финансирање во Виножито, ќе бараме да придонесе повеќе кон развојот на ромската заедница, ќе бараме да темелно ги изгради младите роми, ромите средношколци, за тоа кога ќе пораснат како возрастни лица, како и на кој начин да ја барат својата работа, како да бидат вработувани како во институциите, така и во приватниот сектор. Инклузијата на ромите е наш приоритет како проектна активност, ќе трае 6 месеци, а покрај обуките се планирани и студиски посети во најразлични институции. ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија вчера одржа митинг во Штип. Кантонизација и федерализација наспроти реална програма и успешни проекти. На 11 декември граѓаните добро треба да размислат што ќе направат, односно за кој ќе го дадат својот глас. Зоран Заев ги потценува гласачите, но мнозинството ќе ја сватат неговата игра. И на 11 декември ќе го казнат, рече лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на синоќешниот митинг во Штип. Можеш да важиш колку сакаш. Секој може да важи колку сака. Но треба да најдеш некој да ти верува. А такви се помалку во Македонија. Од ден на ден се помалку, веќе останаа многу малку што веруваат на лагите на Зоран Заев и на СДСМ. Се работи за Македонија. Внимавајте, се работи за Македонија, се работи за иднината на нашата држава, на нашата заедничка татковина. Немојте после некој да рече што не ни кажа. Бидејќи појасно од ова, не знам како да ви кажам. Да се фокусираме на она што го нуди ВМРО ДПМН, на економскиот прогрес, на економскиот развој. Груевски посочи дека крајот на кризата ќе дојде само под еден услов, а тоа е доколку ВМРО ДПМН освои 63 пратеници. На овие избори СДСМ ќе бидат избришани од политичката сцена, рече Груевски. Единствена гаранција дека политичката криза во Македонија нема да биде пролонгирана, односно ќе заврши на 11 декември, е 63 пратеници за ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија.
Тоа со сигурност значи дека завршува кризата, Македонија добива стабилна влада, Македонија добива стабилна политичка атмосфера и продолжува да се движи напред, да се движи кон посилен економски развој и отворање на нови работни места, кон решавање на мноштво проблеми на граѓаните и кон НАТО и Европската Унија. На синокешниот митинг во Штип покрај кандидатите за пратеници, носителот на листата на коалицијата за подобра Македонија во третата изборна единица, говореа и Питер Сијарто, министер во владата на Унгарија, и Сандра Калниете, подпредседател на парламентарната група на Европската народна партија во Европскиот парламент. Претходно ВМРО ДПМН одржа митинги во Свети Николе. Пресна СДСМ во Штип, лицата со посебни потреби заслужуваат подобар живот, истакна кандидатот за пратеник од редовите на СДСМ Владимир Милушев. Денес е 3 декември, меѓународен ден на лицата со посебни потреби. Во Македонија, овие лица веќе години наназад се соочуваат со дискриминација во секоја сфера од општественото живење. Неретко се изложени на сиромаштија и се оставени на маргините на општеството поради игнорантскиот однос на институциите. Овие лица се изложени на постојана злоупотреба од страна на работодавачите поради даночните ослободувања и стимулациите кои се нудат за нивно вработување. Центрите за згрижување на лицата со посебни потреби се целосно заборавени од страна на државата. Немаат доволно стручен кадар кој ќе овозможат правилна едукација и подготовка на овие лица за самостоен живот. За ВМРО ДПМН и фамилијата, провизиите, панорамските тркала, спомениците и барокот се поважни отколку оваа ранлива категорија на граѓани. Планот за живот во Македонија ќе овозможи подобрување на условите за живот токму на овие граѓани преку целосно реорганизирање на дневните центри за лица со попреченост, поведување на специјален едукатор, дефектолог, логопед во секоја градинка и училиште каде што има деца со попреченост со цел адекватна поддршка како на децата, така и на семејствата. Ќе се почитуваат квотите за вработување на лица со посебни потреби во јавната администрација со уважување на стручните мислења издадени од центрите за социјална работа за приоритет при вработување. Ќе обезбедиме право на додаток и за лица со тешка и најтешка интелектуална попреченост. Скратено работно време за родителите на деца со попреченост ќе продолжи и после 26 години од нивниот живот. И оваа сабота пренесуваме дел од интервјуто на Радио Слободна Европа со лидерот на СДСМ Зоран Заев. Пензионерите, јавната администрација и унија на кои што им е ветена работа во неа, се главната гласачка база на ВМРО ДПМН. Основани ли се стравувањата дека при промена на власта може да има негативни последици за нив? Апсолутно не мислам дека тоа е веќе апсолвирано прашање, иако ВМРО ДПМН се обидува се уште да се заканува, ќе дојде Заев, СДСМ ќе ве брка од работа, ќе нема за пензии или слично. Уште еднаш јавно потенцирам. Влакно од главата на никој нема да му фали. Секако, ако некој не се ја врши работата, ако не доаѓа на работа, како и секаде, но од политички причини некој да изгуби место, работно, тоа никогаш повеќе во Македонија нема да се случи. Дека културата е најдобар амбасадор на една земја покажа и играурците од културно-уметничкото друштво Ристо Донев Учителот, кој вчера се вратија од мини турнијата во Босна и Херцеговина и Србија. Во Босна и Херцеговина учествуваа на прославата на Денот на државноста и одржаа концерти во Грачаница и Живинице и ги одушевија присутните со својата игра, носи култура и срдечност. Беа примени и од највисоките представници на Живинице и регионот, и на враќање беа гости на културно-уметничкото друштво Бранислав Нушик од Ресавица, Србија, кои се една од најдобрите културно-уметнички друштва од Србија и добија покана да учествуваат на меѓународниот фестивал покрај Русија, Словачка и во Бугарија. Минатиот викенд културно-уметничкото друштво Ристо Донев Учителот на покана од КУД Живинице од Босна и Херцеговина беше гост на нивните два концерта кои ги организираа во Грачаница и во Живинице. И покрај нас тамо имаше уште еден полски ансамбл, еден од Босна и еден од Србија.
Можам да кажам дека наидовме на одличен прием, затоа што и двата концерта беа со огромна посетеност. Она што посебно ме радува, што на двата концерта доминираше македонскиот фолклор, бидејќи ние изведовме по две кореографии, домакините играа една наша кореографија од Источна Македонија, за која поставката беше на нашиот кореограф Методи Глигоров и носеа наши македонски изворни носи, кои од овде специјално за нив ги носивме таму. Исто така, и нашиот вокален солист Митко Шопов исполни 3 македонски изворни народни песни, така што нашите настапи беа проследени со огромни аплаузи, стоечки овации и мислам дека бевме најинтересните играорци на овие два концерта. Она што посебно ме радува е што нашето презентирање на македонскиот фолклор, нашата песна, нашата искреност, нашите, да не кажем, нашата топла македонска душа, беше повод да градоначалникот на Живинице, председавачот на Советот и нивниот локален пратеник во Сојузното собрание изразија желба да дојдат во Штип, да разменат искуство со нашата локална самоуправа и да предложат избратинување на двата града, бидејќи ние со Живиница имаме веќе долгогодишна соработка, тие доаѓаат кај нас за 22 март фестивалот што го правиме, а ние одиме за денот на нивната државност. Споменавме дека сте се представиле со две кореографии, кои ора ги изведовте таму? Таму игравме со две групи, со по две кореографии, значи на секој настап имавме по две кореографии, преспански игри, водар источни, повардарие, малешевка и копачка од нашиот крај. Ке може да ни кажете како се развиваше Кут Ристо Донев учителот низ овие години, ако се земе во предвид дека самите почетоци беа токму на вашиот татко во училишните ходници? Па да, тој целиот свој живот работеше со културно-уметничкото друштво Исарски бисери и после неговата смрт го преименувавме во негова чест и од 2010 веќе работиме на други основи. Со нас работи дипломиран етнокореолог Методи Глигоров. Имаме некаде околу 100-120 членови од 3 години до 18 и би ја искористил приликата да ги повикам сите заинтересирани секој ден во Домот на културата од 18 до 22 часот, ако сакат може да дојдат да се запишат и да ги изучуваат тајните на македонскиот фолк. Фудбалските прволигаши ќе ги одиграат надпреварите од последното есенско коло. Екипата на Брегалница на Градски во Штип ќе се сретне со тимот на Работнички од Скопје. Со одигрување на надпреварите од 18-тото коло се спушта есенската фудбалска завеса во рамките на првата македонска фудбалска лига. Екипата на Брегалница ќе ги биде домаќин на тимот на Работнички од Скопје и со евентуална победа може да го напушти последното место на прволигашката табела. За мечот во Штип веќе се делегирани официјалните лица. Главен судија ќе биде Јосип Бартон, на кого ќе му помагаат Иса Емурли, Насиф Лјатифи и Влахо Константин како четврти судија. За контролор е делегиран Ѓорѓе Гоцевски од Струмица, а делегат ќе биде Жарко Стојановски од Бравеница. Еве ги комплетните двојки за ова 18-то коло. Шкупи Македонија Ѓорче Петров, Шкендија Пелистер, Брегалница Работнички, Вардар Силекс и Победа Ренова. Надпреварите ќе се одиграат во недела 4 декември со почеток во 13 часот. Раководството на Фудбалската федерација на Македонија беше во посета на Штип и донираше 5 фудбалски топки за екипите од Општинската фудбалска лига на Штип. Во посета на фудбалски Штип представуваше делегација на Фудбалската федерација на Македонија од Скопје, предводена од генералниот секретар Филип Поповски. На новиот терен на градскиот стадион тој ги објасни поводот и причината за оваа посета. Ние често ги посетуваме нашите места, особено наму каде што имаме заеднички инвестиции, а тоа е стадионот на Брегалница на кој се наоѓаме во овој момент, но исто така и да донираме фудбалски топки за клубовите кои припаѓаат на Општинската лига, така и на едниот представник од регионалната лига. Имено имаме доста добра соработка со Општинскиот сојуз од Штип, кој несебично работи за развој на фудбалот во ова подрачје. Колку отприлика фудбалски клубови се фатили се со оваа донација?
Во овој момент се опфатени 9 фудбалски клубови од општинската лига и еден кој се натпреварува на регионална лига. Покрај вообичаената обиколка на новиот терен и инсталираните рефлектори, Фудбалската федерација на Македонија одржува традиционална соработка со фудбалскиот клуб Брегалница и со локалната самоуправа во обезбедувањето на соодветни спортски услови за работа и за неопходни спортски реквизити. Не помагаме само преку донации, преку финансиски средства, но тука стоиме на располагање во делот на едукацијата, како што се тренерите, фудбалерите, клубските доктори, па и сите оние што се инволвирани во фудбалот. Гостите од куќата на фудбалот од Скопје не ги штеде коментарите за подлогата на новиот терен. Теренот е одличен, многу добро изгледа и преку нашата платформа преку која ги пренесуваме надпреварите, тоа се види последниот пат кога се играше надпреварот. Се надевам дека доброто одржување ќе постои и понатаму и ќе го зачуваме. Овој терен веќе ги добивме и осветлувањето и се надам дека во брзо време и општината исто така ќе придонесе при доизградба на останатиот дел од самиот комплекс, со тоа што Штип ќе добие модерен стадион на кој ќе можеме да ги одигруваме и меѓународни надпревари. Фудбалерите на Брегалница до крајот на оваа сезона уште 2 пати ќе играат на градски. Веќе утре недела во последното есенско коло ќе се сретнат со екипата на Работнички, а во среда ќе го одиграат реванш над преборот во рамките на македонскиот куп со Прилепска победа. Тоа беше се во саботните вести на Ирис телевизија. За повеќе на iris.mk. Пријатна вечер.